Третата македонска фудбалска лига во моментот брои 5 региони. Од нив најголеми и најконкурентен е северниот регион, додека пак останатите региони од куборот со екипи, најчесто 8 до 9 екипи. Изминатата сезона во Трета лига Север настапуваат 14 екипи, во Трета лига Запад 8 екипи, во Трета лига Исток исто така 8 екипи, Трета лига Југ броеш 11 екипи, а пак во Трета лига Југозапад, која што започна со 9 екипи, на крајот сезоната е завршија 8 екипи, односно една екипа се откажа. Тоа што е карактеристично дека шампионите во Трета лига немаат право на директен настап во Втората лига, туку мораат да играат баражи, а тоа го отвори прашањето дали треба да се игра бараж или не. Според информациите до кои дојдовме, веќе се размислува на прекројување на Трета лига од 5 на 3 региони. Во таков случај се отвара можноста шампионите во Трета лига да се пласираат директно во Втора лига, зашто и телевизија Земнет постави јавно прашање за кое што се отвори дебата. Влазерими 2 години поред е шампион во Трета лига Запад и 2 години поред ги губи баражите и останува во третолигашкото друштво. Од друга страна, Куманово оваа година како шампион на Трета лига Север го загуби баражот и како шампион одново ќе игра во ист ранг на надпреварување, а исти и случајот со екипата на Корапот Дебра која што беше шампион во Трета лига Југозапад. Ваквите промени многу веројатно би се случиле за следната сезона, односно 2025-2026, односно во овој формат со 5 региони да се игра и оваа сезона 2024-2025. Прекројувањето ќе значи дека некои екипи ќе мора да го променат регионот на играње и ќе настапуваат во друг регион. Предлогот доаѓа од повеќе екипи и фудбалски работници со оглед на тоа дека веќе неколку години шампионите во Трета лига играат баражи и немаат директен пласман во Втора лига. За сега овој предлог според информациите до кои дојдовме се разгледува, а останува да видиме дали нешто поконкретно ќе се случи во следниот период и дали овој предлог ќе се реализира.